Годишните даночни пријави за остварените приходи во текот на 2018 година, Управата за јавни приходи ќе почне да им ги праќа на граѓаните за 10 дена, односно од 1 април. Пријавите ќе пристигнуваат на електронската пошта што граѓаните ја пријавиле при регистрацијата лани, а ќе биде предпотполнета, што значи дека ќе ги содржат податоците со кои располага Управата за јавни приходи, кои тие ќе треба да ги потврдат или коригираат. По испраќањето на пријавите, што би требало да трае до крајот на април, преку својата веб страна Управата за јавни приходи ќе ги информира и ќе ги потсетува обврзниците дека треба да ги потврдат или коригираат податоците во годишната даночна пријава. Коригираните или потврдените даночни пријави, граѓаните ќе треба да ги вратат назад во Управата за јавни приходи, исто така по електронска пошта, најдоцна до 31 мај. Ова е новата практика на Управата за јавни приходи. До минатата година, граѓаните сами ги поднесуваа своите пријави на шалтерите на даночната управа, а пред истекот на рокот имаше најголема највалица, па подолго време чекаа во редици. Само мал дел ја користаа можноста граѓанската даночна пријава, кои сами ја потполнуваа, да ја испратат по електронски пат и да ги избегнат турканиците на шалтерите. Пред крајот на минатата година Управата за јавни приходи за последен пат изврши регистрација на сите обврзници, со исклучок на пензионерите, чие евидентирање го одложи за 7 години. Во електронскиот систем на Управата за јавни приходи се регистрирани близу 700.000 даночни обврзници, доколку граѓанинот во текот на 2018 година се оствариле приходи по основна плата или приходи од издавање на закуп на стамбен објект, односно кирија, или пак оствариле хонорар по основ на авторски договор, понатаму сте учествувале во наградна игра или сте оствариле добивка над 5000 динари или пак сте оствариле добивка од посебни игри на среќа во казино, во обложувалница, во автомат клуб, имате обврска податоците за приходите искажани во пополнетата годишна даночна пријава да ги потврдите доколку се точни или да ги коригирате, дополнувајќи ја доколку имате остварено приход кој не е искажан, односно опфатен со неа, или доколку имате остварено приход кој не е искажан, односно опфатен со неа, или доколку за некој од искажаните приходи увидите дека износот не е точен или вистинит, појаснуваат од Управата за јавни приходи да се коригира.